Почитувани гледачи, го продолжуваме и вториот дел од сореализација на 60 минути исток, а оно што би требало да го најавам за во продолжение, нешто доста интересно, посебно кога е опрашање штипенец, кој реално е на самиот чекор од тоа да стапне на познатата музичка сцена, со тоа што ќе го дофати можеби и звезденото небо. Но ајде да не го китам пред говорот, би рекла, да го погледнеме промото, кое што на еден начин и ќе го најави гостинот, кој што ќе имате можност да го видите во текот на следните 10 минути. Ова беше промото направено за DJ Bass, а токму тој е мојот денешен гостин. Малку музика нормално добро ќе ни дојде. Официјално добар ден за Баже Стојанов или неговото уметничко име или никнејмот DJ Bass. Добре дојде во 60 минути. Фала Ангела на поканата. Поздрав и до гледачите на ТВ Стар. Така, навистина е задоволство што пред се ја прифати поканата да бидеш мој денешен гостин со оглед на тоа дека не сакаш многу камери, така да задоволството е огромно да те имам овде во студио за да поразговараме малку поопширно околу твојата кариера. Да, подобро ми е позади камерата отколку пред неа. Нели, полесно е така. Како и да е, покрај тоа што се занимаваш со ред други активности, спортуваш, работиш, но изгледа дека се појави пасија за пуштање музика, еве како народски ние што знаеме да си кажеме. Како започна целата оваа приказна? Па да, имав желба да пуштам музика уште како мал, но се случи толку спонтано. Отидов во едно кафуле, атмосферата беше многу убава, сите играа, сите се веселија, си реков дека можам и јас да пробам. Why not? Да, баш така. И се одлучив, после 2 дена отидов во Скопје и си купив опрема и така почнав. Навистина брзо си се одлучил за почеток. Да. Што му е потребно од опрема на еден диџеј? Еве со што почна ти? Јас почнав со контролер Numark Pro 3. Исто така е потребно лаптоп и слушалки. Кај без како лаптоп за почеток, шанси. да. Каде имаш настапувано сега? За сега знам дека доста градови си мапирал од Македонија, но ева да ги наброиме. Сигурно многу ти значат тие настапи. Да, на почеток почнав во Штип, во неколку кафулења. Потоа во 2016 почнав во регионално, како Кочани, Виница, Прови Штип, Делчево, Кратово. Исто така имам поминато и во Ландово и Неготино. И утре, во петок, сум во Свети Николе. И се надам во Кимпоме. Да, во Свети Николе по втор пат, односно по трети пат во дискотеката во Свети Николе. Знаеш како велат? Обично ако еднаш настапуваш некаде и се направи одличен амбиент, нели, можеби си имал среќа. Втор пат треба да го потврдиш тоа што го знаеш, ама што ми по трети пат веќе те повикале во Свети Николе, значи забавата е феноменална која ја подготвуваш. Се надевам дека со оглед на тоа дека веќе си 2 години на оваа музичка диџеј сцена, ако може така да ја наречам. Каде ти била најлудата забава која што имаш направено за присутните во некоја кафуле или во некој локал? Па не знам кое место да го издвојам, секаде ми е било убаво. Но новогодишната вечер мислам дека беше стварно убаво и премногу забава, премногу атмосфера, преубава и мислам дека тоа е дефинитивно место во Делчево. Во Делчево тоа беше сега за Нова година. Да. Ја испративте заеднички со делчевчани 2016 и ја пречекавте 2017. Да. Супер кул! Сум била и на твој настапи, реално стварно супер музика се пушта, ама и за оние кои што не знаат. Каков жарн практикуваш да пушташ на твоите диџеј сетови? Практично каков жарн на музика го исполнува твојот диџеј сет? Добро, да, жанрот
исто така имав проблем со него кога почнав. Умирено ми е да пуштам електрохаус, но почнав и гледав дека нашата генерација во Македонија поточно повеќето се журкаат на хип-хоп и на односно на хитовите во Нешто комерцијално? да, commercial hits и така го сменив, почнав со исто така со хип-хоп, со R&B, со трап. Подобри реакции имаше, но знам некогаш и да пуштам некоја песна и електрохаус. Така да реакцијата да биде поголема, подобра. Практично да го задоволиш и својот музички вкус, Да. но и на оние кои што се присутни во локалот, кои што сакаат да се забавуваат на твоите сетови. Сега, она што би можеле да го издвоиме, со оглед на тоа дека 2 години си на музичката сцена, еве малку посигурно и постабилно газиш на ова тло, со оглед на тоа дека подготвуваш, односно подготви прва авторска трака. Дали ќе сакаш да ги запознаеш нашите гледачи со името и како се испадна, како се одлучи, ајде доста пуштав туѓа музика, сега да направам и нешто мое? Па, имав желба на почетокот, но немав поема на како се прави, на кој програм се прави, но ете со помош на мојот колега Ненад, односно Нино Манчини, да го поздравам и него. Неговото уметничко име? Да, тој ми помогна околу програмот, го работев и така со подолго време ја испромовив мојата трака, ми ја издадоа Елеонор Рекордс од Романија, потпишав 3 години со нив, тоа е тоа. Останува да во странство, односно да ми ја купуваат повеќе за повеќе промоција. Ова на еден начин би дошло, ајде да подпишеме договор со странска продукцијска куќа, па да имаме и поголем бенефит од она што значи само еден македонски пазар, така? Да, бенефитите, односно промоцијата е 3 годишна. Ќе ја пустираат мојата трака на светско ниво, во светски онлайн продавници, каде што и другите диџеи купуваат од таа страница. И се надевам дека оваа година ќе ми биде подобра и ќе имам повеќе настапи. И меѓу другото ќе очекуваме и нови твои авторски дела. Да, се надевам. И да не заборавиме да ја споменеме траката, практично нејзиното име, Хуго. Да. Интересно име, од каде е мотивацијата, зошто баш Хуго? Па нема многу голема мотивација, но се случи спонтано и кога бев мал играв една игричка, односно се имитуваше на МТВ, се играше преку типките на телефоните и беше многу популарно тоа време и така ми дојде идејата. Знаеш, кога прочитав на интернет како се вика твојата песна, веднаш помислив на тој Хуго. Дали дека и јас си играм, со оглед на тоа дека генерацијски сме доста години разлика, но еве има нешто што не поврзува. Да. Ако не ништо друго, сега сме и поповрзани со ова интервју, кое што го дадат за телевизија Стари, нормално промоцијата на Хуго, твојата прва песна, пред сите наши гледачи и гледачите на 60 минути исток. Баже ми беше задоволство, или по конкретно ајде, DJ Buzz, ми беше задоволство што имав можност да разговарам со тебе. Фала Ангела на поканата, фала на промоцијата и се надам дека некој гледал и некој ќе ме повика на настап. Ете така, искрено се надевам дека ќе имаш голем успех во текот на 2017 година, дека нема да застанеш со твоите авторски дела токму на Хуго, дека ќе имаме уште многу средби за промоција на многу нови траки. Дај Боже да се запишеш во историјата на огромните диџејски звезди и да имаш настапи не само во Македонија, туку и надвор од границите на нашата земја. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со DJ Buzz, кој што потпиша договор 3 годишен со романската продукцијска куќа Елеонор Рекордс, а она што го имаме во продолжение нормално дел од траката Хуго, која што ќе придонесе онака за наше подобро расположение. За жал нема да можеме во целост да ја проследиме оваа композиција, затоа што авторските права си се авторски права и треба да се сочуваат, така да една минута добар ритм нема лошо да ни дојде. Оваа композиција во целост може да се откупи од beatport.com. Ако сте заинтересирани, па пуштите по некој доларче би рекла. Ајде да ја слушнеме оваа композиција и да поуживаме малку.